Стигнавме до рецептот на денот и денеска ќе биде тоа еден добар рецепт. Може би малку по-едноставен, не знам, препоставувам, според состојките кои што ги имаме, во зависност од тете некои изминати рецепти кои што ни ги прават нутриционистите кои што доаѓаат во нашето студио или во нашата кујна, но овој пат се работи за еден детокс рецепт или детокс оброк. Ќе видиме во продолжение, ќе слушнеме заедно со нас во утринската на Телма или во нашата кујна е Ивана Кнез, за многумина или за сите позната, наша модна дизајнерка, и овој пат ќе можеме и нешто да направиме, но ќе можеме и да позборуваме, Ивана, за тебе и за тоа каде си, што прежу моментов добро ни дојде во нашата емисија. Добро утро и добро венева, ви благодарам на поканата. И јас ти благодарам што ја прифати поканата, бидејќи поканата беше конкретно нели да можеме во кујната да се сретнеме и да поразговараме. Оние кои што те следат и на Инстаграм, да, и кои што те следат, па да речеме и од стартот на твојата кариера во модата како моден дизајнер, знаат добро дека направи една одлична трансформација од себе си. Ние видиме кога ќе знаеме дека ни треба промена, односно кога ќе освестиме што е она што можеби ни недостасува, ни пречи или сакаме да го промениме кај себе, тогаш и работиме на тоа за да може да направиме промената кај себе си. Ти тоа го направи кај себе и сега си еден пример за некои што можеби имаат намера тоа да го прават, а истовремено и мотивацијски делуваш. И ние ќе позборуваме и за трансформацијата и за тоа како и на кој начин сега живееш, функционираш, се храниш и се разбира за модата. Ќе зборуваме. Кај мене тригерот беше од здравствена причина. Значи 2017-та, додуше, ајде, сега ќе речем, мојата работа е стресна. Сечи живот е во денешно време стресен, така се научевме некако да живееме во константен стрес. Да. И нели кога ќе одиме на лекар, ти викаат не се нервирај. Баш. Кај мене беше тригерот од здравствена причина, јас имав проблеми со крвниот притисок до ден денес, за жал се уште ги влечам истите. Имам 36 години и не е убаво, еве, вие помладите кои што го гледате ова, да имате 36 години да се доведете себе си во ситуација заради животниот стил да имате проблеми со крвен притисок. Значи, тоа беше главната причина заради која што јас од мои фамозни 98 до 102 килограми, висока сум 178, се доведам до ситуација да просто едноставно морам да престанам. Бев на преглед за срце и ми беше кажано дека ако продолжам на истиот начин и со истиот животен стил, нечу дуго, просто едноставно. И за жал, кај мене мојот карактер е таков да ја морам да отидам до најекстрема, кај што ќе ми речат се или ништо, па прекинувам. И па немој да одите натаму, е топла препорака, не чекајте да ви кажат дека нечете дуго, него баш напротив. Знам дека 95% од жените не се задоволни со сопствениот одраз во огледалото, од проста причина што јас 12 години наназад работам со жени, облекувам и дотерувам жени. Многу добро знам како функционира женската психологија и колку секогаш дури најсовршени оние манекенки на кои што, да речам, грото од жените паѓа во несвест, кога ќе застане пред огледало, кој ќе ми рече: "Леле, овде имам целулит." Јух, добро. И така да свесна сум дека всушност секоја жена во современото општество се води пред се од сопствениот изглед и фрустрациите поврзани со истиот. Подковано со здравствени проблеми, тоа може да отиде во еден абсурд каде што се губиш себе си како идентитет. И заради тоа, топла препорака за секоја една некоја од вас која што се бори со сопствените демони, која што секоја сабаља станува и вели: "Од денеска нема да јадам чоколади по 2 на ден или ќе одам на вежбање и слично." Направете го тоа. Јас ќе ви кажам како јас си помогнав себе си, не направив прелаз постепен. За прелазот постепен ми треба 4 години. Во моментов сум во ситуација каде што еве, например, вчера имав една добра PMS криза, па едно 100-грамско чоколадо исчезна за 15 секунди додека возев. Меѓутоа, тоа не значи дека е лошо или добро или не знам како и да е, тоа е едноставно потреба. Во изминативе 4 години, тоа што го научив е дека треба секој од нас да си ги слуша и чувствува потребите на сопственото тело. Ние сме сите различни, различна исхрана бара секој различен организам и секој различен животен стил. Јас имам работно темпо од 12 часа на ден секој ден. Ако не внесам 4 до 5 оброка на ден, тоа што ти е важно за тоа што ми е најважно да... за енергија, ништо од мене. Повторно ќе се вратам на нула точка. И сега тоа што е за тоа ќе разговараме, значи за енергија, така започна мојот процес на трансформација. Јас сватив и се договорив сама со себе дека храната ми е енергија, потреба, но и задоволство и лезет.
Јас сум зависник од вкусови и од мириси, хедонист страшен сум, тие што ме знаат. Многу е важно да храната ми има форма, текстура, вкус, мирис, боја, да не биде она диететска исхрана кај што ти вели еден портокал. Сепак треба да уживаш во нејзината конзумација, како и да, и колку и да е нели здрава или нездрава, но да има некој баланс и да уживаш во храната која што ја конзумираш. Јас споменав во најавата на почетокот, кога најавивме дека ти ни доаѓаш во кујната, дека кога се слушнавме, кога те поканив за да дојдеш, рече ќе донесам јас нешто од мојата градина и тука се изненадив бидејќи не знам дека имаш твоја градина со органски овоштие и зеленчук. И тоа е исто така дел од промената, така начинот на или местото на живење, околината и можноста или условите за да може да си овозможиш градина каде што ќе имаш твој овош и зеленчук. И нема да се заморуваш многу со тоа од каде да купиш какво што. Не смеам комплетно да си превземам заслуга, да не речам воопшто градината е сепак на мајка ми, под раководство на мајка ми. Мислам, мамо, сори, не е моја. Но помагам колку што можам, знам да оберам 2-3 пат лежани. Да. Јас направив радикална промена 2019 година пред почетокот на пандемијата и го затворив ателието во центарот на Скопје, затворив се што е поврзано со центарот на Скопје и се преселив на село. И живеам комплетно поинаков живот, онаков како што го гледаат воглавно грото по филмовите. И можам да ви кажам дека е 99% поисплатливо пред се финансиски, а втора работа мирот е незаменлив. И воздухот, предпоставувам. И воздухот. И јас не ја почувствував таа загаденост катаклизмичка со која што Скопје се бавеше толку време и се уште се бави, нели? Одлучив дека ќе променам се, за да се променам себе си. Тоа беше таа моја радикална промена. Сега постепено се враќам на некои стари навики на нов начин. И со самото тоа се прилагодувам на дадените околности кои што го бараат од мене современото општество, да речеме. Имаме градина дома, која што имаме морков и јаболко денеска од градина. Сега за кратко ќе го направиме тоа што го имаш на ум денеска. Ништо не се прска, се е внимателно одгледано, се е под контрола наша и во принцип можам да ви кажам дека е најголемото задоволство на цел свет после еден уморен ден каде што секој од нас го поминува со сите проблеми. На крајот да си направиш еден оброк од дома, од домашни производи, незаменливо чувство е. Да, верувам дека е така, можеби нема секои услови тоа да го направи, но добро е доколку како и ти или твојата мајка, поздрав до неа, доколку не гледа, имате идеја или и можност тоа да се реализира како што сте го направиле, а имаат и многумина кои што во моментов си гостираат своји органски овошти и зеленчук. Еден мал предлог до сите. Сите оние кои што имате тераса, мало балконче, најмало на цел свет, сите оние кои што имате стан каде што имате простор за 2 саксии, наместо да бидат украсни декоративни цвеќиња, нека не ве мрзи, посадете си зачини. Тоа е еден почеток кон некоја промена. Да, ајде, тоа е добар предлог или идеја плюс за оние кои што не следат, а некако како читаме, гледаме, како слушаме совети, верувам дека луѓето пополека и тоа почнуваат да го прават, иако тоа е процес кој што треба време, посебно нели во ова поднебје во кое што ние живееме, но добро е кога има колку толку чекор по чекор некаков напредок. Ние имаме тука од тебе морковче, јаболко, ова шишенце, да, органски мед од караџица и на тоа внимавам, значи од каде е, како е, зошто е. И имаме бадем и лешничиња со непознато потекло. Да, и цимето од згора, така? И цимето, точно. Да, сега рековме, јас најавив дека ќе ни направиш детокс оброк, поконкретно да го насловиме или детокс оброк како таков го користам од проста причина што баш заради сите тие здравствени проблеми дојдов до заклучок дека доколку секоја вечер, значи не наутро, секоја вечер, вака ќе го тргнеме за вечер. Ќе ги тргнеме бадемите и лешниците, доколку секоја вечер исконзумирате еден морков, едно јаболко и една лажица мед, чуда се случува. Пробајте извесен период од недела-две, ќе видите, ќе видите континуитет да се пробува. Во континуитет, вечерата заменете со овој оброк. Доколку сте гладни, физички, нека биде 2 јаболки, 2 моркова и 2 лажици мед, ќе видите со тек на време само ќе се намалува количината. Сега, за утрински детокс, и за енергија ги додаваме бадемите, лешниците. Јас тука додадов и нешто малку суво грозје, меѓутоа многу внимателно и многу мерено, затоа што како што сите знаеме, ова е енергетска бомба, едно вакво чуденце има 5-16 калории, само така. Така да повнимателно се здрави масти, сите ние тоа го знаеме, веќе се читаме, значи се е во ред, но тоа што никој од нас не го практикува е дека се ова треба да биде умерено. Ова чинивче е доволно за мене и за тебе. Значи за двајца е
30 до 40 грама бадем и лешници се сосема во ред. Да. И ова кое што ќе го направиш тега исто за двајца? Исто за двајца. Значи ова е супер оброк за двајца. Сега ние сме овдека со малку повеќе. Види како органски јаболка, како што гледате, си имаат црвчиња, ќе фрламе. нешто ќе отпадне, да. Не може да започнеме. Многу едноставна процедура, ништо страшно, лупите. Значи вака сега, јас ќе ги излупам јаболките од проста причина што 90% од јаболките што ги имаме во игра се купени јаболки, најчесто се препрскани, да речам. Да, јас ќе си барам ноже дополнително за да ти помогнам во љупењето. За да практикувајте кога е јаболко од непознато потекло, значи од маркети и од пазари, верувајте ми, прскани се, поготово оние јаболки кои што изгледаат совршено како да се излезени од списание за мода. Тука има едно 4 кила пестициди, така да не се ни устручавајте слободно под длабоко излупете, а кората не е убаво, сепак тоа е нешто што е вештачки и не смее да се внесува во организмот. Јас ќе ги излупам овие, чисто за да зачуваме процедурата, инаку дома не ги лупам. Оно што исто така ми е фасинантно кај тебе или во овие изминати години да се спомене е дека и покрај тоа што речиш си сите, посебно жените, девојките те знаат по твоите креации, кои што се секогаш уникатни, да речеме, и навистина изгледаат убаво. Сега веќе веројатно бараат и совети покрај модата или дизајнирање на одредена гардероба, бараат и совети за животен стил. Животен стил. И затоа рековме ќе го склопиме некако и ова со модата, но и со животниот стил, бидејќи нели не можеш да правиш или да пропагираш нешто кое што не си го искусил на своја кожа. Точно така. И сега во овој случај ние ги имаме кај тебе двете работи, значи потврда како моден дизајнер, а сега потврди за тоа дека некој доколку сака може да ја доживее својата лична трансформација и дека за тоа не треба секогаш кога сме незадоволни од нешто кај себе си да се обвинуваме или многу грубо кажано да се мразиме себе си, тука едноставно да сватиме што е она што треба да го промениме и да чекориме кон истото. Ивана, знаеш, многу често девојките кои што не комуницираат, ние сме сега со онлайн продажба, мојот бренд се продава исклучително и само онлайн. Меѓутоа повторно ја задржуваме етиката на custom made и custom fit, тоест изработени парчиња по мерка. Можам да ви кажам дека многу често и се почесто повторно наидуваме на таа идеологија каде што жената вели, ама знаете, јас сум крупничка, ама знаете ова, ама дали ќе ми стои, ама вака ќе биде или онака ќе биде. Една од причините, да речам, ајде, суетната причина зашто го променив сопственото тело беше за да кога ќе облечам црн тесен фустан, прво да го облечам, нели? А второ, кога ќе го облечам, да не се прекривам со палта, марами, пелерини, се преостанато и тоа да ми биде некој моден изгор, не баш напротив. Сега мене може да ме видите константно во црн тесен фустан без никакво, значи без ништо. А да се разбереме, далеку ми е телото од совршена состојба. Значи тоа што е многу важно за секоја една од вас, мислам дека е потребно да се соочите со сопствените стравови. За мене беше тоа најголемиот предизвик. Вели, покори се себе си и освој го, покори го твојот најголем страв и ти ќе можеш да го освоиш светот. Да, што значи да се соочиш со стравот. Да се соочиш со стравот. Значи, јас знам дека 90% од жените не се качуваат на вага. Страв има од бројката што ќе ја видат. Што ќе ја видат, да. Јас знам дека 90% од жените, кога ќе им речеме измерете се, тоа е како да сум ја убила. Значи, мерење на обем е нешто многу страшно. Во оној момент кога ќе застанете пред тие бројки, кога ќе застанете пред себе и ќе си речете, окей, не ми се допаѓаат бројки, бе. Морам нешто да сменам, така? Морам нешто да сменам. Јас знам каде живееме, да се разбереме. Имам доволно богато животно искуство да знам што значи една, ќе речам, македонска жена. Нам не е наметнато да бидеме вработени, да бидеме кариеристки, да бидеме идеални сопруги, да бидеме идеални сестри, идеално, се идеално и во цел тој идеал ниту една од нас нема време за неа. Или пак се оди до таа екстрема каде што буквално го менуваш идентитетот за да се вклопиш во општеството. Да. И одиш против себе и сопствените правила, начала и норми.
И сега, во цела оваа модерна современа трка, каде што ние константно се докажуваме, притоа се она што ни се пропагира на социјалните медиуми, поготово за помладите девојки, ајде повозрасните, се уште не се навлезани во идеологија на Инстаграм и ТикТок и слично. Меѓутоа на помладите, тоа што им се пропагира, сите тие лажни старлети, сите тие инфлуенсери, каде што им покажуваат дека се е нешто дивно, бајно, шампањи, па ги шетаат, па ите далеку било. И во цела таа брканица, трка на докажување и препокажување на се што се има, се изгуби основните вредности. Основните вредности започнуваат од секој од нас. Да. А тоа најчесто се случува, како што спомена, кај младите, девојки па и момчиња, кои што веројатно во тој период од животот кога сакаат можеби да пробаат многу работи, да бидат да го изградат својот стил, да бидат на рамниште со тоа што е во тренд и во мода, но и во стил на живење. Имаат своји примери со кои што се споредуваат, а не секогаш се тие соодветни за тоа како би требало да изгледа и начинот на живот, но и стилот на живење или функционирање. Особено пак доколку примерот е во живее под услови во кои што ние не се наоѓаме или не потпаѓаме под истите, да не бидеме разбирани погрешно, секој треба да има свој идол или секој би требало да го прави тоа за кое што сонува или да работи на тоа, но да се запази и мал дел од тоа што се вели реалност или оноко колку што можеш да што е во склоп со моралните вредности за кои што зборуваме. Да бидам најискрена, јас бев полна со предрасуди, полна со пометување, некои добри 2 години додека бев во процес на трансформација. Значи 2017-2018 ја бев нешто многу паметна и многу солев памет по Инстаграм како треба, како не треба. Еве сега од оваа перспектива, бидејќи верувам во човечката промена, константно сметам дека секој од нас се менува. Само на себе можам само да си го поставам прашањето која си бе ти, да им кажуваш на луѓето како треба или како не треба. Значи, ако некоја девојка сака и има потреба да има хиалурони, да има вилушка. Вилушка? Да има хиалурони, да има ботокси, да има не знам што. Тоа е нејзино право и нејзин избор. Значи, јас немам, не јас, било кој од нас, нема апсолутно никакво право да исуди на таа девојка што одбрала така да живее. Ако друга девојка одбрала да живее на планина во природа, 100% здраво, комплетно поинако од другите и комплетно изолирано од другите, повторно, тоа е начин на избор и тоа е нејзин избор. И сега, тоа што е многу важно, што никој не ни го кажува во современиот свет, е дека круцијалното во целата идеализација и во целата идеологија се изгуби попата, тоа е идентитетот. А тој идентитет не може да го добиете со површни вредности. Тој идентитет може да го добиете доколку имате малку подлабоки амбиции во однос на доколку амбицијата ви е да се омажите добро и мажот да ви издржува, тука ќе заврши вашиот идентитет. Вие станувате дел од некој и толку, вас ве нема. Доколку амбицијата ви е, не знам, да освоите награда во нанотехнологија, лупам, тогаш веќе одиме чекор понатаму, во градење на сопствениот карактер. Значи, тие основни вредности, тие семејни вредности, значи семејството е комплетно маргинализирано во последно време од таа модернизација на работите, комплетно се променија стандардите и семејните вредности. И се затвори врата кон тоа што е вистински трајно и вистински вредно. И под семејство не подразбирам мајка, татко, брат, сестра. Под семејство подразбирам делење. Сето тоа е директно врзано со единката и сето тоа е директно врзано со промените на еден индивидуалец. Значи, се тоа што не ви се допаѓа, вие имате способност да го смените. Не власта, не политиката. Леле, гледам последниот месец се поклаа луѓе по социјалните медиуми катастрофално. Значи, никој нема да ви го реши животот. Вие ги си го решите. Вие сте тие што ќе одлучите што ќе правите. Сега се зависи од секој од нас што се одлучува за себе. Точно. Како да му биде, со што да му биде полна трпезата, но со што да му биде полна душата, така велиме, нели? Точно. Ние тука одлучуваме во нашата кујна да имаме здрави рецепти и тоа го правиме. Понекогаш нешто знае така да ни се додаде. Да, што е во ред? Оние кои што готвачи или шефови кои што ни доаѓаат од slow food, но и добро е, нели? Велиме балансот и умереноста е таа која што треба да се практикува или почитува за да имаме еден баланс во функционирањето. И сега еве го крајниот производ од овој детокс оброк кој што ни го направи Ивана, рековме тука има скоро 3, еве 2 до 3 јаболки
јаболки, 2 моркова и да речеме 2 јаболки, 2 моркова, да. околу 40 грама бадеми лешници, може и ореви, значи по ваш избор, да, цимет, и малце цимет. Да. Да, значи ова го препорачуваш и ти го конзумираш наутро или предпладне? Јас го конзумирам навечер без бадемите и лешниците. Мојот утренски оброк е најчесто тортилја со 2 јајца и урда, и тоа е тоа. Ручекот е како ме носи денот така. Обавезно имам 2 до 3 ужинки на ден, дали е тоа едно овошје, малку јаткаст плод, нешто било што, и навечер ова е вечерата. Ние тука правиме утринско смути секое утро со Ненат и со Марко и обично велиме и гледачите да ни кажуваат или да ни праќаат фотографии кои се нивните утрински ритуали. Сега покрај доручок, односно појадокот кој што го спомена, имаш ли некој пред тоа утрински ритуал како кафе и нешто што е пропратно со кафето или смути слично? Пијам млака вода со лимон секое утро на гладен желудник, меѓутоа 3-4 капки лимон. И се трудам прво да доручкувам, па потоа да пијам кафе, тоа е промената што ја направив. Одлично. Пред да ти се заблагодарам за денешното гостување и за ова кое што го направи, кое што е практично и добре дојдено, здраво и му прави детокс на организмот и кое верувам ќе го практикуваат оние кои што не гледаат. Би сакала тука на крај да се осврнеме кон оно што го правиш тековно си работиш, нели, како што ти кажа, онлайн, но дали има нешто што би можеле да го најавиме, нешто што имаш како идеја во склоп на твојата работа? Да, повторно правам накид, повторно го правам драма накидот и ќе биде наскоро една многу интересна фотосесија. Да, одлично. Тогаш оние кои што го сакаат твојот накид и кои што го носат, меѓу другото, ќе биде и тоа за нив интересно да се види и имав едно прашање кое што мислам дека е клучно и ги поврзува овие две теми, а тоа е модата и трансформирањето на себе си и собственото тело. Колку во периодот од 2007 година па се до денеска при трансформацијата, при учењето на нови работи, практикување на нови работи во склоп на здравиот начин на живот, колку тоа ти помогна во кариерата, односно во креативноста? Дали и тука има улога кога велат психофизичка состојба, па велат здравствен или како се вика физички имунитет и духовен имунитет, бидејќи преку здравиот начин на живот и на некој начин го зголемуваме и духовниот, го зајакнуваме и духовниот имунитет, но и ни се чисти умот. Да, но и добивате една страшна доза на вистинска самодоверба. Бидејќи знаете што правите. Кога знаете дека имате моќ да се промените себе си, тоа сте свесни дека може да го промените цел свет. Јас себе навирам дека денеска на многу млади, но и на оние кои што можеби се некоја крстосница во животот или некој кој што можеби сака да направи промена, нема доволно храброст, постои некоја доза на страв, дека им помогнавме со овие совети. Се надевам. Како што еве впрочем и ти тоа го правиш во најмала рака на Инстаграм, но и не е туку мала рака или мала доза со оглед на следбениците и на тоа колку го пратиме Инстаграмот. И јас верувам дека во следна прилика ќе се видиме повторно со некои од другите оброци кои што ти се омилени, а се сепак здрави. Благодарам на поканата. Ти посакувам успех и понатаму и во кариерата, за нешто што ќе има ново и во таа област ќе не информираш, па ќе може да споделиме. Оние кои што можеби нешто пропуштија, знаете и за денеска, но и за претходните денови или рецепти, нашиот YouTube канал е тука, да се потсетите и да си ги напишете на утринска на Телма, може да погледнете некој од нив. Јас ќе го пробам овој детокс оброк во текот на следните минути и мислам дека ова не може зошто да не биде добро кога се работи за морков, јаболко и јаткасти производи, по уште циметот кој што одлично мириса, тогаш е супер. Ти благодарам уште еднаш, Ивана. Продолжуваме со кратка пауза за реклами и потоа нашиот следен гост.